Дневник на КТВ, добра вечер, 5 септември 2025 година. Од денеска Кавадарци пулсира во ритмот на традицијата, грозието, виното и забавата преку Тиквешкиот гроздобер, најголемата стопанско-туристичка и културна манифестација во земјава посветена на лозарството и винската култура. Гроздоберските активности започнаа со гроздоберска трпеза на улица. На улицата Илинденска беше поставена долга заедничка трпеза со специјалитети од Тиквешкиот регион, домаќинки и ресторани. Традиционален македонски појадок, музика во живо и народни носии ја надополнија атмосферата. Забавата продолжува вечерва со музички концерти на градскиот плоштад. Оваа година за прв пат на Тиквешки гроздобер на улица Илинденска е организирана заедничка тиквешка трапеза, каде доминираат специјалитетите на нашите домаќинки и вкусната храна на нашите ресторани кои се секогаш тука за наша поддршка. Исто така имаме, гледате дека во живо имаме нашата пеачка група на Сдружени пензионери кои не забавуваат. Ве очекуваме заедно да го прославиме овогодишниот Тиквешки гроздобер и заедно да бидеме дел од оваа традиција. Денеска во Основниот суд Кавадарци продолжи судскиот процес против Илија Панов Јапан, осомничен за убиство на Сузана Серенакова Сурун. Свесен за своето дело, насилно и ги затворил носот и устата, предизвикувајќи задушување, поради што настапила смртта кај оштетената Сузана Серенакова Сурун. На облеката и под ногти на двете раци кај убиената беа пронајдени единствено траги од ДНК на обвинетиот. Вакви искази денеска дадоа на второто рочиште од судењето против 43-годишниот Илија Панов Јапан, обвинет за убиството на Сузана, вештите лица, доктор Боне Стевановски, психијатар, и психологот магистер Александра Стоиловски од јавната здравствена установа Психијатриска болница Негорци и доктор Викторија Белакаповска Српанова од судска медицина. Панов е неадекватно структурирана личност со асоцијален развој, кој што се јавува кај него уште од помлада возраст, а неговото однесување е проблематично, зголемена нервоза, низок праг на толеранција на фрустрации, која е придружена со лоша прилагодлива мисла и акција. Кај ваквите личности во моменти кога не се задоволуваат нивните барања, може да дојде до експлозивно празнење, рече доктор Стевановски. И во основа на психолошкото тестирање, како и врз основа на нашето интервју, добив впечаток дека при неговата вербална и невербална комуникација одстапуваа негативни емоции за искрена жал, тага, потиштеност, туку повеќе презентираше вербална експресија во докажување дека тој не е извршител на ова дело, туку некој друг, рече во својот исказ пред судот, а одговарајќи на прашање од обвинителот Димитар Нацев, психологот Стоиловски. Додаде дека според неа Панов бил со жртвата поради финансиски бенефит, а од направените психолошки тестирања се добил резултат дека тој за време на тестирањето изнесувал висок степен на лага. Бранителот на обвинетиот, адвокат Живко Ајтов, ги оспори вештиот наут и мислење од психијатарот и психологот, бидејќи, како што рече, овие вешти лица користеле застарени методи за психолошко тестирање. Доктор Белакаповска Српанова во својот исказ рече дека и кај жртвата и кај осомничениот има траги од повреди кои укажувале дека станува збор за одбрамбени повреди, но и ДНК докази кои укажувале за директен физички контакт помеѓу жртвата и осомничениот. На денешното рочиште беа презентирани фото и видео докази и додека истите се презентираа, јавноста беше одстранета од судницата. Беа сослушани и двајца сведоци кои потврдија дека Панов и Сузана биле во некаква љубовна врска и дека често биле гледани заедно и често имале расправи.
Обвинетиот 43-годишник, регистриран наркозависник во прецизно неутврден момент помеѓу 20 јануари и 22 јануари годинава при вршење семејно насилство ја лишил од живот својата вонбрачна партнерка. Како што стои во обвинението, делото го извршил во станот во кој предстојувала оштетената на улицата Ѓуро Салај во Кавадарци. Наредното рочиште е на 26 септември. СДСМ на пресконференција говореше за, како што рекоа, вистината за случајот со АНБ. Прашаа дали Мицковски се плашел од декласификација поради милионски криминал на ДПМН. Зошто после речиси една недела од објавувањето на наводите за следење на Христијан Мицковски, ниту директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, ниту премиерот Христијан Мицковски не отпочнаа процедурата за декласификација на документите кои би ги докажале наводите на власта? Зошто самиот тој не побара декласификација на документацијата од Агенцијата за национална безбедност во кој наводно бил следен? Од што се плаши Христијан Мицковски? Дали може би Мицковски се плаши од декласификација на овие документи, затоа што ќе ги потврдат индициите за милионски криминал во случајот така наречен Делчевски ниви? Да ја подсетиме јавноста дека во случајот Делчевски ниви беа инволвирани најблиските соработници на Мицковски, меѓу кои член на неговото лично обезбедување, како и тогашниот директор на Белата палата, односно Централниот штаб на ВМРО ДПМН. Дали овие документи кои Мицковски одбива да ги декласифицира, покажуваат дека шефот на организираната криминална група, која се стекнала со корист во илјадници евра, е токму Христијан Мицковски? Дали во овие документи има сериозни индиции за повторно нелегално финансирање на ВМРО ДПМН, како индиции за организиран криминал и корупција? Постапката за декласификација на овие документи е едноставна и би ги разрешила сите дилеми кои ги има во јавноста. Одбивањето на декласификација на овие документи ќе биде доказ дека Мицковски, како тогаш, така и денес, не може да излезе од криминалната матрица и неговата единствена цел е лично богатење. ВМРО ДПМН бара јавното обвинителство да не молчи и да спроведе истрага за следењето и прислушкувањето. Партијата на власт прашува дали Љупчо Коцевски молчел затоа што бил задолжен од јавното обвинителство за следење. Јавното обвинителство да не молчи. Истрага за следењето и прислушкувањето веднаш и одговорност за извршителите и наредбодавачите. Јавното обвинителство на Љупчо Коцевски молчи со денови, откако се обзнани скандалозно следење на службите на председателот Мицковски, новинари и бизнисмени. Дали Љупчо Коцевски молчи затоа што тој бил задолжен од јавното обвинителство за следење на издавањето на ПИ-мерките? Дали молчи затоа што знаел се? СДС ги вплетка службите и јавното обвинителство во своја шема за опстанок на власт. 5 години следеле се што мислеле дека го загрозува нивниот опстанок на власт. Одговорност за случајот мора да има. Јавното обвинителство и Љупчо Коцевски да не молчат, туку да почнат да даваат одговори. Училиштата мора да водат сметка за состојбата на учебниците. Министерката Јаневска обзнани каква била фактичката состојба со учебниците во сите оделенија поединечно. Од прво до трето оделение нема никакви поплаки. Во четврто оделение навистина има предизвик со учебникот по математика и тој во тек ќе се обидеме да го решиме максимално колку што ќе ни дозволи законското решение. Во петто оделение имаат нов учебник комплетно за цела генерација по историја и општество. Во шесто оделение имаат нов учебник по историја. Седмо оделение, цела генерација добиваат комплетно нови учебници по сите предмети. Осмо оделение, предизвик е учебникот по историја. Сме предвиделе училишна комисија која ќе направи прием на учебникот и ќе утврди дали е тој оштетен. Доколку учебникот е оштетен, како поминуваат годините, така расте цената која поради оштетувањето родителот треба да ја компензира. Тие податоци треба да ги имаат училиштата.
Ние ја гледаме вкупната, збираната сума и велиме во рете, доставиле доказ и тие они ги нарачуваат, за да може да нарача училиштето, мора да го достави доказот, инаку системот им става рамка. Министерството не може да помине кај секој ученик и да ги провери учебниците. Што побарале училиштата, тоа добиле. Продолжуваме со информации од спортот. Во рамки на Гроздоберот стартуваше 36-тото издание на меморијалот Сестри Китеви. Годинава на истиот учество зедоа екипите на Пробаскет и Спортисимо од Кавадарци, Прима Баскет од Гевгелија и MVP од Скопје. Гроздоберот е традиција, но и ова што денес се случува овде е традиција. Би сакале да им испратиме порака и до Кошаркарската федерација на Македонија, до сите љубители на женската кошарка, дека турнирот Сестри Китеви е традиција која прво не сме, а второ нема да згасне. Се додека е Кавадарци, Сестри Китеви ќе бидат дел од Кавадарци. Антоанета и Елизавета Китеви со златни букви се впишани во историјата на кавадаречката женска кошарка, но и кошарката воопшто во нашата држава. 36 пат се собираме овде за овој меморијал. Голема чест и задоволство ми е во името на градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци да го отворам 36-тиот меморијален турнир во женска кошарка Сестри Китеви. Општина Кавадарци ја продолжува долгогодишната традиција за време на Тиквешкиот Гроздовер, каде првиот ден од оваа манифестација е посветен на женската кошаркарка во чест на трагично загинатите кошаркарки на женскиот кошаркарски клуб Сестри Китеви, Елизабета и Антоанета Китеви. Овој турнир е символ на почит, спортски дух и истреност и ќе продолжиме да го негуваме и во иднина, како што тоа сме го правеле и во изминатите години. На годинашниот турнир учество ќе земат екипите на кошаркарските клубови Спортисимо Баскет од Кавадарци, МВП Скопје, Прима Баскет, Гевгелија и Про Баскет Кавадарци. Присуството и надпреварувањето на овие клубови уште еднаш ја потврдува определбата на нашата општина да го одржи турнирот и да ја продолжи традицијата. Градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци остануваат посветени на поддршката на спортот, што се гледа и преку значајните финансиски средства, дури 36,5 милиони денари годишно се издвојуваат за развој на спортот во нашиот град. Им посакувам успех на сите учеснички екипи. Нека победи најдобриот тим во духот на ферплей и спортска игра. Со среќа и да имаме успешен Гроздобер. Ајде ви замолам да станете за еднодневното научење по чест на сестрите Китеви. Судија. Слава. Во првиот ракометен надпревар оваа сезона Eurofarm Пелистер го победи Бутел со 20-29. Дербито на колото ќе го одиграат Охрид и Елкалуид, а екипата на ГРК Тиквеш ќе му гостува на пролет во Скопје. Само 24 часа откако го освои Суперкупот, ракометарите на Eurofarm Пелистер го одиграа и првиот првенствен надпревар во новата сезона. Битолчани триумфираа на гостувањето против Бутел со рутински 20-29, со што само ги најавија амбициите за одбрана на шампионскиот трофеј и во новата сезона. Надпреварот се одигра нешто порано од
предвиденото викенд коло, бидејќи Бутел веќе денеска замина за Луксембург на надпреварот од ЕХФ купот. Најефикасен во победничкиот тим беше Петар Атанасиевич со 10 гола, а кај Бутел најефикасни беа Узунчев и Михајловиќ со по 4 погодоци. Останатите средби од ова прво коло во новата сезона се играат викендов. Дербито на колото ќе се одигра во Охрид, каде засилениот и со големи амбиции Охрид ќе го пречека составот на Кире Лазаров, екипата на Алкалоид. Прилеп ќе го нагости вториот тим на Еврофарм Пелистер, а Куманово ќе го пречека Радовиш. И екипата на Вардар ќе патува покрај езерото, каде ќе и гостува на Струга, а во сабота екипата на ГРК Тиквеш ќе му гостува на незгодниот тим на Пролет во Скопје. Фудбалските второлигаши во сабота ќе го одиграат третото коло. Еден надпревар ќе се одигра во понеделник, кога во Штип Брегалница ќе го пречека Тетекс. Македонската фудбалска репрезентација во Чешка одигра пријателски надпревар со селекцијата на Саудиска Арабија. Иако нашата репрезентација прва дојде во водство со прекрасниот гол на Трајковски, сепак саудијците со пресврт на крај славеа победа со 2:1. Овој надпревар е добре дојден и како опомена пред квалификацијскиот дуел со Лихтенштајн во недела. Токму заради репрезентативните обврски, фудбалските прволигаши овој викенд ќе паузираат, но затоа второлигашите утре сабота ќе ги одиграат средбите од третото коло. Во дербито на Истокот, Детонит Плачковица во Радовиш ќе ја пречека Слога од Виница. Големо Конјари е домакин на Беласица, а мини дербито ќе го одиграат Саса и Кожув. Охрид ќе го нагости Осогово, а Преспа во Ресен ќе игра со Прилепска Победа. Скопје ќе ја пречека Шкендија од Арачиново, а Вардар Неготино ќе има тешко гостување кај Новаци. Овие средби се играат во сабота со почеток од 16 часот. Еден надпревар од ова коло ќе се одигра во понеделник, 8 септември, а во него во Штип, Брегалница ќе го пречека Тетекс. Времето утре ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен наместа долж поврдарието, повремено засилен северен ветер. Температурата до 35 степени. И во недела ќе дува слаб до умерен наместа, повремено засилен северен ветер. Убаво време за гроздоберот. Од денеска започна тиквешкиот гроздобер. Имајте пријатни мигови на дружба во славењето на грозјето и виното во рамки на приказната под отворено небо тиквешки гроздобер. Дневникот на КТВ заврши. Имајте пријатни мигови.